Зошто Македонија ја игнорира руската вакцина Спутник В? Руската амбасада во Македонија за Алфа открива дека на владата на Масај биле ставени неколку понуди за набавка на руските вакцини уште во септември, а одговор или официјално барање за набавка досега не добиле. Министерот за здравство на 10 септември не информира дека го прати процесот за руската вакцина и има некои прашања во врска со тоа. Потоа на 25 септември ја информиравме професорката Александра Грозданова, шефот на Националниот комитет за имунизација, дека фондот може да организира видеоконференција за постоечките прашања околу вакцината. На 15 февруари оваа година Рускиот фонд за директни инвестиции уште еднаш испрати писмо до професор Грозданова, каде информираа за можност да се одржи ваква видеоконференција, како и за резултатите од третата фаза на клинички испитувања на вакцината Спутник В. Резултатите од вакцината беа објавени на 2 февруари и ја потврдија 91,6% ефикасноста на вакцината и 100% против компликации на болеста. За сега немаме каква било реакција за тоа. Од руската амбасада посочуваат дека секојдневно добиваат прашања и барања за Спутник В од македонските граѓани. Но за да ја добијат оваа вакцина, велат од амбасадата, владата треба да даде зелено светло. Иако Македонија располага со многу мал број на вакцини, останува непознато зошто здравствените власти се уште не размислуваат за набавка на Спутник В. Министерот Филипче неколку пати повтори дека Македонија е отворена за сите производители, но никогаш не даде конкретен одговор зошто земјава не ја набавува руската вакцина. Од Министерството за здравство велат дека преговорите се одложени, се додека вакцината не ги добие сите потребни сертификати за завршени клинички испитувања, а руската амбасада пак посочува дека веќе ги има. Дека не треба веќе да се губи време и итно да се набават вакцини во поголем број, алармираат и докторите. Тотално е небитно кој производителот, од каде може да се набави вакцина, треба да се набави и сите граѓани што може да ја примат, треба да ја примат. Било која вакцина од било кој производител. Значи, ние треба да се заложиме сега да стигнат вакцини во Македонија во поголем број, небитно од производител и небитно од кој дел на планетава доаѓа. Инаку доктор Каревски вчера се имунизираше со Фајзеровата вакцина. Вели дека се чувствува добро и им порачува на сите да не размислуваат, туку доколку имаат можност што поскоро да се вакцинираат.